Дека и ние со докторката Гордана Марковиќ го пиеме првото утринско кафе, ќе зборуваме за тоа како да се храниме здраво на нашето работно место, особено во летен период. Докторке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро до вас, добро утро до гледачите. Така, докторке, многумина поради работните обврски често го прескокнуваат доручекот или ручекот. Колку е тоа штетно и како правилно да ги организираме оброците во текот на работниот ден? Значи, ние сите треба да имаме 3 главни оброци и по можност 2 ужини помеѓу. Секое прескокнување на оброк значи прегладување. Секое прегладнување води кон прејадување, а секое прејадување за жал води кон дебелина. Затоа е значи најдобро да имаме 3 главни оброци со 2 ужини распоредени на помеѓу 3 до 4 часа. Така. Кои намирници би требало најчесто да ги имаме со себе на работа, за да избегнеме брза и нездрава храна, истовремено да ја одржиме енергијата и концентрацијата, особено во летен период кога се и високи температурите и навистина е тешко да се издржи? Значи, ние секогаш треба денот прво да го почнеме со протеини. И во тој смисол, значи, ако не можеме да си обезбедиме културен, пристоен оброк кој што ќе биде богат со протеини и со влакна од типот на зеленчуци, тогаш подобро е да имаме некои од сега модерните готови производи кои што се богати со протеини, а кои што имаат малку низок индекс на масти и шеќери, да го имаме со себе во облик на некој снек или нешто кое што ќе ни биде лесно да го користиме во текот на денот, лесно да го имаме со себе, за да ги задоволиме потребите, повторно ќе кажам, на протеините и на влакната од зеленчукот. Докторке, кои се најчестите грешки што ги прават вработените кога станува збор за исхраната и кои совети би им ги дале за да создадат поздрави навики на работното место? Значи, најчести грешки кои што пациентите или вработените луѓе ги прават се или од типот на прескокнување на оброци, тоа што го кажавме пред малку, па прегладнување, па нели прејадување и дебелина, или константно грицкање. Значи не можеме баш се што ќе ни понудат во текот на денот да го каснеме. Просто треба да имаме 3 главни оброци, 2 ужини измеѓу и по можност грицкање, да нема помеѓу 2 оброка ништо, затоа што тоа не е работа на некаква мода или не знам што, но е работа на панкреасот. Нашиот панкреас е створен така да работи 5 пати и само 5 пати во текот на денот. Значи затоа не треба да го оставаме предолго без храна, и нели во смисол на прегладнување, и исто така не треба константно да го дразнеме со храна, затоа што секогаш кога ќе каснеме, тој излачува некаква количина на инсулин, која што е задолжена да го снижи шеќерот во крвта и понатаму да се отворат портите и да почнат да се топат мастите, односно да разградиме се што сме изеле од претходниот оброк. Во спротивно, значи, ако сме јаделе нешто, па се излачил инсулин, па тој инсулин почнал да го топи шеќерот и во меѓувреме, значи, подкаснуваме уште нешто, па повторно имаме инсулин во себе, па повторно се разградуваат шеќерите и на тој начин сме го спречиле времето кое што на нашиот организам му е потребно да ги согори сите намирници од претходниот оброк, во смисол, значи, прво шеќерите, па потоа мастите, не му даваме доволно време на организмот да го заврши тој процес и ние константно имаме или инсулин, или шеќер, кое што значи складирање на мастите што сме ги изеле од претходниот оброк. И кога тоа константно го правиме, тоа резултира со зголемена тежина, да не кажам дебелина. И да не заборавиме, во летниот период хидрацијата е многу важна и
пиењето на вода. Апсолутно така е. Така. Доктор, ќе ви благодарам за вашиот разговор и за вашите совети. Се надевам дека ќе им бидат корисни на нашите гледачи. Утрово разговаравме со доктор Гордана Марковиќ за тоа како да ги организираме нашите оброци на работното место. Како што кажа докторката, 3 главни оброци и измеѓу 2 ужинки се доволни за да имаме навистина квалитетен начин на исхрана.